Над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правини. Македонците се борат за своите правини. Отново сега знамето се на Грушевската република. Конце Делчев биту, Конце Делчев биту, да лекуваш Добар ден, поздрав и од мене во духот некако на престојниот празник 8 март. Дамите имаат предност и ден пред нивниот празник. Две наши репрезентации денеска на терен со обврски, женската ракометна, а како вовет ќе биде женската фудбалска репрезентација на Македонија, која што продолжува во четвртиот квалификацијски циклус за престојниот мундијал. Ги видовте судиките на овој надпревар во центарот Шарлот Карпентер од Велс, доаѓаат сите. Ајде да тргнеме вака како што не води сликата, значи рековме дека ова втора рунда од С лигата С3 група. Ево го изборот на нашиот селектор Александар Андов, нема многу време за вовеќе, да одиме веднаш што 11-те наши девојки Панчурове на голот, Панеска, Петкова, Панева, Николовска во дефансивниот квартет, Марковска, Меер, Голабовска, тројката во средниот ред и во нападот Максути и Мустафа по бочните позиции во средината во нападот Бошеска. Шарлот Карпентер, главната судика на мечот од Велс, со незините помошнички Сери Луис Вилиамс и Мишел Джейн Портели. И четвртиот судија доаѓа од Велс, Айван Арвел. А еве го изборот на Алберт Пандеро Гарсија, тренерот, селекторот практично на селекцијата на Андора, првпат официјален меч на Македонија против оваа репрезентација. Мартине на голот, Кореја Сини из Кердо во тројката штопери, Морато, Вендрел, Соле, Килес, четворката во средниот ред и три фудбалерки во нападот, Росас и Рузафа по бочните позиции, Маркес во средина. Тоа е изборот, составот на Алберт Панадеро. Реков дека Македонија го игра првиот надпревар официјален со селекцијата на Андора. За нас четврти квалификацијски циклус за светските првенства, за андорките само втори. Тие вкупно имаат одиграно 4 надпревари во квалификациите за Мундијалот за 2019, а 3 ги загубија трите со 13 гола во мрежата и без даден гол. Не дадоа гол и ниту на четвртиот од овој новиот за нив квалификацијски циклус за Мундијалот 2027, затоа што одиграа сепак изненадувачки 0-0 дома против Унгарија во еден надпревар во кој што унгарките имале 32 удари на голот, меѓутоа не успеале да го совладаат противникот. Селекцијата на Унгарија, која што заедно со Македонија, со Андора
во ова конкуренција и се разбира со Азербејџан, селекцијата која што пак нас не порази во првиот надпревар од овој квалификацијски циклус во Баку, загубија нашите девојки со 2:0, меѓутоа ова е многу поискусна репрезентација и токму можеби според тоа и според искуството досега и резултатите би требало да биде нашата репрезентација фаворит, но тоа треба да се прикаже, да се преслика долу на теренот, особено што андорките полека, но сигурно влегуваат и прогресираат полека според она што го гледаме на нивните настапи. Реков, четврти настап во мундијалските квалификации. За европските првенства имаат 6 настапи, ниту еден бод победа, 5 дадени гола, 48 примени, играа со Грузија, со Фарски острови, со Малта, со Црнагора, со Грција. Фарски острови им беа противници и во европските квалификации. Во Лигата на нациите тука е нивниот прогрес. Пред 2 сезони 6 надпревари, 1 победа, она што ќе ја паметат против Молдавија, и во ланските настапи во Лигата на нациите, каде што исто така има 1 победа и 2 реми исхода, со пристојна гол разлика 6-8 негативна. Во претходните надпревари од Лигата на нации 2 гола дадени, 17 примени. Тоа е отприлика на некој начин на мини лична карта на Андора. Само ќе додадам дека тие се 182 на FIFA ранкингот, ние сме 135. Ќе направам една паралела да знаете отприлика како се на фудбалската карта овие две женски репрезентации. Најдобриот ранкинг Андора го имала на 114-тото место, ние сме биле најдобри 90-ти. Најслабиот нивни пласман е 184-тото место, нашиот е 138, ние 2025-та, тие 2024-та. Официјално оваа репрезентација почна да се надпреварува во јуни 2015-та, за разлика од нас кои што сме тргнале во женскиот фудбал 10 години претходно, значи 2005-та. Во Хрватска сме загубиле од домашната репрезентација, во Џаково практично сме загубиле од домашната репрезентација со 4:0. Наша најголема победа е против Луксембург 5-1 2011 година. Андорките го совладале Гибралтар со 4-1 2022. Нашите противнички денеска на стадионот Петар Милошевски во Битол имаат од Фарски острови највисок пораз 8:0 во април 2015, а ние пак сме примиле 15 гола, а не сме дали ниту еден на 17 септември 2014 година точно. Така да направиме една мала паралела од прилика да знаете каков односот на силите на овие две репрезентации. Долго време се мачиме за некои си подобри, поквалитетни резултати во женскиот фудбал. Работеа и Добри Димовски, и Тоше Нацев, и Благоа Филиповски, и Гораст Михелов, Добри Димовски уште еднаш од 2013 до 2014, Ванчо Балевски, потоа беше селектор на нашите најдобри фудбалерки, Кирил Изов од 2016 до 2024, и сега актуелниот Александар Андов, кој што е презема репрезентацијата во 2024 година и се уште е актуелен селектор, меѓутоа ова е реков четврти квалификацијски циклус за мундијалите. Имаме одиграно 26 надпревари, имаме само 2 победи, 27 со оној надпревар против Азербејџан, само 2 победи во овој квалификацијски циклус, значи зборувам за мундијалскиот. Имаме нешто повеќе европски квалификации во историјата, нешто подоцна за тоа да одиме полека да се фокусираме долу на теренот во црвена комбинација нашата репрезентација, иако девојките во жолто тргна некако поофанзивно. Имаат еден интересен, специфичен систем. Оваа репрезентација е вклучена во шпанскиот систем на лигашки, во кој што играат најквалитетните шпански екипи, така што имаат сигурно силни и квалитетни надпревари андорките во однос на нашата лига. Меѓутоа гледате според ранкингот, според она што досега го има на хартија, што би се рекло, ние сме фаворитки на овој надпревар, имаме шанса да дојдеме до
да запишеме уште една репрезентација која што сме успеале да совладаме во овие квалификации каде што сме засега на сите досегашни. Во овој квалификацијски циклус, значи за светските првенства, двете победи ни се против селекцијата на Летонија. Нагости 4-1 и дома 3-2. Корнер за гостинките. Ја гледате со број 19. Искердо го изведува корнерот, инаку таа е дел од онаа тројка штоперска што ја има Андора на денешниот натпревар. Гледате, останува иницијативата на селекцијата на Андора. Тргна офанзивно, некако без многу респект. Кореја имаше сега топката, фудбалерката со број 7, па потоа продолжува во овој напад Рузафан, меѓутоа нема проблеми за нашата голманка. Гледате 26 годишната Викторија Панчурова, главно репрезентативки од нашето домашно првенство. Ова е нешто по-млад состав во однос на оној што играше на последниот турнир на Лигата на нациите, од каде што има неколку фудбалерки кои што се и денеска во стартниот ред на Александар Андов, уште еден од оние селектори кои што ќе се обиде да направи нешто повеќе, да испише сигурно некоја поуспешна, поквалитетна историја на женскиот фудбал кај нас. Тројката дефанзивки, значи Петкова, Николовска и Панева се таму заедно со Петкова во тој дефанзивен ред од 4 фудбалерки за сега главно и со повеќе посет на топката гостинките од Андора. Е уште една акција за нив, па потоа оди напред капитенката, најпознатата нивна фудбалерка, тоа е Тереза Морато. Игра во Валенсија, 20 надпревари, 9 гола, тоа е прво име и најквалитетна фудбалерка во репрезентацијата на Андора. Се префрламе полека на противничката половина, каде што брка таму Максути, ја гледате со број 9. Тука е и во нападот и Мустафа, тоа се фудбалерки кои што беа во нашиот состав на надпреварите од европските квалификации за првенството 2025, последните во кои што настапувавме и на кои што имавме исто така две победи над Молдавија, нагости 4-2 и дома со Летонија 4-3, во надпревари, значи со многу голови, две победи, едно реми и 3 порази. 10-17 негативна гол разлика. Оди напред нашата капитенка, добра топка сега за Мустафа таму од Голабовска. Ево го Алберт Панадеро Гарсија, предводникот на андорската репрезентација. Реков има на располагање фудбалерки кои што настапуваат во шпанскиот лигашки систем на женски фудбал. Почнуваат да работат се посериозно, имаат добри надпревари, квалитетни во лигата во Шпанија и еве гледате полека се борат да обезбедат рейтинг. Оноа реми на стартот од овие квалификации против Унгарија дома од 0-0 сигурно дека ќе биде поттик и изголемување на нивната самоодобрба за овие настапи. Центар шут на Максути сега, добро изведено, имали удар, да, одлично, меѓутоа погоди некога оваа топка. Од прва се реши да шутира таму Бошеска. Ја гледате фудбалерката со број 3 Ане Бошеска, 28 години, има игра во Тиверија Брера во домашното првенство. Ја гледам уште еднаш оваа ситуација. Гледате расчистена опасноста од капитенката Морато и потоа еден удар што сепак заврши далеку од голот и безопасно. Има впечаток дека погоди некоја топка од фудбалерките во жолти дресови, меѓутоа немаше закана за Алба Мартин, 17 годишната голманка на Андора. Има неколку млади фудбалерки во овој состав. Килес има 16 години, голманката 17, Росас 20
Лајасин 22, значи еден млад перспективен состав кој што се подготвува за многу подобри резултати отколку оние што ги имаат досега репрезентативките на Андора. Споменав нешто за нивните официјални надпревари, 12 во Лигата на нациите, 12 во поточно 13 со онен меч против Унгарија, вкупно во двата европски квалификацијски циклуса и овој мундијалскиот и претходниот за 2019-та. Со две победи досега на тие надпревари што ги споменав, доагаат двете во Лигата на нациите со идентичен резултат 2-1 против Кипар на 8 април 2025 и на 22 септември 2023 нагости против Молдавија. Тоа се двете победи досега на андорките, на надпреварите нивни официјални, откако постојат како селекција на фудбалската карта во светот во женски фудбал. Видовте пред малку и Александар Андов, реков уште еден во низата наши стратези кои што ќе се обидат да дојдат до што повеќе победи и повисок, барем малку рейтинг на нашата женска фудбалска репрезентација од оној 135-то место на FIFA ранкингот. На 47 позиции сме подобро пласирани од андорките. Овие воедни десетина минути баш не го илустрираат тоа на најдобар начин. Да видиме Сежани на повреда таму, мислам дека е тоа Максути, една од нашите поискусни репрезентативки, игра во Љуботен. Илза Максути, една од трите офанзивки, или ако сакате од двете заедно со Мустафа во нападот на нашата репрезентација. Убаво сончево време на стадионот Петар Милошевски во Битола, реков вовете на она што ќе се случува од 17 часот во Куманово, каде што нашите најдобри ракометни сениорки ќе бркаат победа по голема од еден гол разлика против Белгија за обезбедување на ово европско првенство. Ова се квалификации за идниот мундијал и светското првенство 2027 почетна фаза. Ние сме во С групата, во тој трет ранг, во С лигата практично, трета група, С. И оди напред Николовска сега. Успеа некако да ја продолжи оваа топка за Мустафа, па Бошевска сега во офанзива. Еве добра акција на нашата репрезентација, меѓутоа добра се снајдаа таму Сини Кореја да се одбранат и полека, но сигурно ја преземам иницијативата и со многу повеќе фудбалерки сме на противничката половина. Гледате Мејер, фудбалерката со број 10, поточно Голабовска, простете, Мејер е со број 19, Теона Голабовска и таа доаѓа од тимот на Тиверија Брера. Еве, токму таа сега во дуел со Килес. Се обиде сега да биде опасна во таа лева странична позиција сега. Тоа е Панеска. Елена Панеска. Таа е една од ретките и од малкуте интернационалки. Игра во Словенија во екипата на Мура, 23 годишната дефанзивка. За сега без некои посериозни шанси го превземавме овој дел од играта со поголем посет и со нешто поорганизирана игра, откако некако како да изненадија андорките со на почетна офанзива, доста отворено со многу фудбалерки на противничка половина. Уште еднаша Бошевска сега таму ја уфрла во игра Мустафа, меѓутоа доаѓа
Голабовска. Еве оди топката кон Максути и да видиме голманката Мартин таму успеа да ја собере оваа топка. Пред Максути, ке видим уште еднаш оваа ситуација. Еве го уфрлање на Голабовска. Не беше баш најсигурна таму Маркес и нема сепак проблеми за Мартин која што добро интервенираше на дресот и пишува Алба, значи го пишува незиното име. Тоа е 17 годишната голманка на Андора, ја споменав на почетокот, едно од двете тинејџерки во овој состав од 11 на селекторот Гарсија Панадеро. Повторно на земја долу Максути. Еве после кој старт таму на Маркес. Да видиме што суди Карпентер, веројатно ќе има слободен удар за македонската репрезентација. Последниот циклус од Лигата на нациите го завршиме со само една реми против Летонија и 3 порази на последното место во групата. И да видиме сега, еве убава шанса, првата сериозна прилика ја имаше Мустафа. Ке видите уште еднаш оваа ситуација, добра, чиста, не успеа да зафати убаво оваа топка Хава Мустафа, фудбалерката на Љубатин. Ке видиме уште еднаш таа ситуација, една убава шанса од блиску, но сепак еве ќе видиме таа ситуација, уште еднаш не успеа баш најдобро да реагира на овој центаршут на Панеска и гледате, недостасуваше само малку нешто по-добар, по-квалитетен удар да се отвори стопалото, можеби по-добро и посилно, малку настрана, а не посредина, онаму каде што беше поставена Мартин и да дојдеме до водство. Штета, не користиме убава ситуација, 15-та минута, сепак Мартин успеа да ја спаси оваа ситуација. Добро, од воведните 50 минути, овие продолжение, овие половина од овие 15 успеваме сепак да ги искористиме со подобри и со една шанса што претходно ја создадовте. Гледате таму разговор Тереза Морато, најдобрата и најпознатата фудбалерка од Андора, таму имаше една конверзација со Шарлот Карпентер, судијката од Велс. И повторно имаме ние топката. Добро, таму Мејер успеа да ја освои, па форсирана напред Максути. Офанзивната Панеска уште еднаш. Голабовска на средина сега. Добро беше идејата, да оди оваа топка кон Петкова. Остануваме во напад, се уште во последна топка. Добро ја загради таму Максути, меѓутоа густо е таму пред 16-никот, каде што влегува сега Голабовска. Удар на Голабовска, 1-0. Еве веднаш пона шанса на Мустафа, она што ја асистираше на Мустафа, сега покажува дека може да биде и тоа како опасна. Голабовска, 17-та минута, Македонија води против Андора со 1-0. Се радуваат нашите девојки заслужено, откако ја превзема играта. Еа да ја погледнеме оваа ситуација уште еднаш. Убаво влезе таму Голабовска, добра контрола на топката, вистински тајминг, ќе видите на ударот, добро е прифати, лева, десна, па потоа лева, прецизно во мала мрежичка. Македонија води. Го искористивме моментумот, ова ситуација, ова секвенца во која што Голабовска претходно се закани, па потоа асистираше за шансата на Мустафа Панеска, но потоа во една соло акција убава во 16-никот погодува Теона Голабовска, фудбалерката на Тиверија Брера, и таа е тинеџер, има 18 години. И во нашиот состав
Има млади фудбалерки, точно исто така како и кај Андора, две тинејџерки. 18 години има и Мила Панева. Реков полека подмладува е нашиот селектор Александар Андов. И така, официјално 19-та минута Галабовска и Македонија има водство од 1-0. Го поздравуваме. Првиот погодок на нашите фудбалерки во четвртиот мундијалски квалификацијски циклус. Ке подсетам во првиот меч во Баку пред неколку дена азербејџанките не победија со 2-0. За момент видовте Ане Бошевска. Сега повторно се префрлаат гостинките на нашата половина. Таму добро поставена во одбрана, гледате Бојана Петкова. Беше резервистка на претходниот меч што го споменав во Баку против Азербејџан, каде што загубивме со 2-0 на 3 март. Имаме услови за контранапад. Уште една Шпанеска. Па Галабовска, добра топка за Максути. Оди Максути на Маркес. Максути се уште со Маркес, па сега Галабовска доаѓа, убава топка и 2-0. Упорна беше таму Галабовска и погодува Меер во противничкиот 16-тник Симона Меер и Македонија брзина постигнува 2 гола, 20-та минута. Инспиратор на двата погодока, првиот и го постигна Галабовска, на вториот асистираше и Македонија води со 2-0. Погледнете оваа акција уште еднаш на Максути се откажа таму Маркес, упорна беше таму Галабовска, успеа да дојде до оваа топка, ќе видите да асистира или да упати една убава интелигентна повратна топка и од тешка позиција освртување, онака фудбалски направи се Симона Меер. Македонија Андора 2-0. За 3 минути постигнуваме 2 гола, а почетокот не ветуваше многу, затоа што некако бевме изненадени кога андорките со многу фудбалерки нападнаа, притиснаа, некако го има последно топката, меѓутоа одговараме онака искусно, рутинирано со 2 гола во мрежата на противникот. Вториот за оваа девојка, 20 годишната Симона Меер, и таа беше, да видиме само дали против, да, одигра 90 минути против Азербејџан на оној прв надпревар што го споменав во Баку, Симона Меер. Таа беше дел од стартерките, таму Бошевска, Петкова, Панеска и Јована Павловска, која што е на клупата за резерви, повторно беа влегува во игра во продолжение од клупата за резерви. А да видиме сега се жали на пореда фудбалерката што е споменав на стартот, Тереза Морато, 27 годишната актуелна фудбалерка на Валенсија, играше и во Алавес, капитенката на Андора. Таа е запишана во историјата на женскиот фудбал на Андора, затоа што ја донесе првата историска победа во Лигата на нациите и воопшто за Андора на 8 април 2025 против Кипар. Дома 2-1, откако претходно во на гостувањето кај Молдавија со исти резултат славеа андорките, но Тереза Морато на Кипар ги постигна двата гола, и тоа
во завршницата. Во 84-та минута и во 92-та за победа над Кипар. Ги гледаме уште еднаш двата погодака, оној мини хайлайт, најзначен на клучните моменти во досегашните 23 веќе минути од првото полувреме. Македонија добро го отвара овој меч со два гола од двете шанси што ги создаде и продолжува да игра добро, да ги брани овие 2-0 со офанзива. Ја гледаме повторно таму Панеска на левата крилна позиција, сега добро и трчаат нашите фудбалерки, убаво одзема таму токму Панеска која што центрираше и одиме повторно во напад. Бошеска е тука во одбраната, стигна топката сепак до Максути, до Мустафа поточно и да видиме сепак во офсајд таму. Во офсајд сепак Петкова, офанзивната Бојана Петкова. Ева таа ситуација уште еднаш. Да, гледате 2-3 чекора. Идејата на Мустафа беше добра. Таа практично ја отвори онаа серија на возбудување и интересни моменти од 15-та минута кога шутираше добра позиција во голманката Мартин, но затоа подосна Галабовска и Мејер 17, односно 20-та минута водство за Македонија против Андора. Прв надпревар играме со Андора воопшто досега на оние наши дуели од европските и квалификациите за светските првенства. Се разбира тука и оние надпревари од двете сезони во Лигата на нации. Ново надпреварување. Добра нова акција на нашата репрезентација. Уште еднаш во офанзивна задача Панеска. Ништо ова ситуација не успеа да центрира како што замислуваше Елена Панеска. И останува без работа голманката на Андора Алба Мартин. Андорките буквално се загубија, пропадна од по оние воведни 10 на добри минути во наредните 15. Една шанса, два гола за нашата репрезентација и на крилјата на тие две ситуации Македонија продолжува со многу подобра игра против гостинките од Андора. Слободен удар за Александра Марковска. Тоа е 78 годишната фудбалерка на Љуботен. Го мести сега мини живиот зид таму Алба Мартин. Нема ништо. Директно во 16-никот. Сега обид еден оптимистички на Николовска. Неуспешен. Па сега добро се гради таму Максути. Има сепак слободен удар за Македонија. Езгодно е Максути. Има добра контрола на топката, ниско тежиште, добра со топка и сега ева таа ситуација уште еднаш. Почувствува дека има таму притисок, допир од Лаја Соле и искусно слободен удар, да видиме мести топката Павлинка Николовска. Таа е една од оние кој што играше во европските квалификации 2020 за првенство 2025 во Лигата на нациите. Тука е Панеска, тука е Марковска, тука е Мустафа, Мејер, Максути. Ево удари, да видиме сепак ја допре оваа топка Мартин, да, близко беше таму Мустафа. Добар удар на Николовска. Не сакаше да ризикува 17 годишната Мартин на голот на Андора. Имаме ситуација сега од прекин да го загрозиме голот, иако одеше мислам надвор од рамките на голот овој удар, но сепак за секој случај реагираше голманката на Андора Мартин. Повторно прекинот за Марковска.
И сега оптимистички Бошевска не сакаше многу да ризикува, евентуално да погреши па да им направи устови за контранапад на противничките и едноставно за да се постават сите на своите места, еден лоп удар безопасен и непрецизен. Повторно сме добро, агресивно поставање на противничката половина, 5 фудбалерки, 7 дури на противничката половина, таму гледате агресивно да се одземе што побрзо топката, да се брани резултатот и да се постигне евентуално и нов погодок. Да видиме, можеби ќе биде ова датум надпревар, година која што можеби ќе ја нападнеме на најголема победа што имаме до сега во официјалните надпревари. Ја споменав на почетокот 5-1 против Луксембург уште во март 2011, тогаш точно 5 март беше. Сега е 7 март, тука близко, меѓутоа 14 години подоцна. Убаво одзема таму сега Максути, оди по оваа топка Мустафа, две фудбалерки по неа. И има Мустафа тука и Петкова, дали ја забележа, не, добар потек на Мустафа, продолжува акцијата на нашата репрезентација. Не размислува многу Бошевска, центаршо таму кон Максути, доаѓа до оваа топка Максути, има доста проблеми со неа Маркес. Максути се уште меѓутоа се оддалечува од голот некако. Бара слободна фудбалерка, ја има, се нуди таму и Николовска. И на крајот завршува топката кај Панеска. Не, простите, тоа е сепак Панева, Мила Панева, една од двете тинејџерки во нашиот состав, 18 годишната Панева, која што игра во Скопје. Другата е Галабовска. Теона Галабовска, асистентка на гол и стрелец на водството за нашата репрезентација, отворањето на резултатот во 70-та минута. Паула Маркес, очигледно андорките на дресовите ги носат нивните имиња. Малку видовме од Морато засега од фудбалерката број 1 на Андора. Но таа некако повеќе дискутира со судиката отколку што е фокусирана на игра. Ја видовте и сега таму дофрлаше нешто до Шарлот Карпентер. Нервозна и Паула Маркес. И затоа добива жолт картон, затоа беше во кадарот. Не бе сигурен дали го казни тоа оваа реакција Шарлот Карпентер, ама беше близко и го санкционира тоа со жолт картон на судиката од Велс. Еве сега шанса за уфрлање на висока топка или закана од прекин во 16-никот на македонската репрезентација. Петкова е таму и веднаш расчистува. Бара сега Андов најголемиот дел од нашите фудбалерки да се преселат во противничката половина или близко таму до центарот. Таму е најбезбедно во потек на Петкова, па сега оди напред Марковска. Сепак топка само за Николовска, една од двете штоперки на нашата репрезентација. Се загуби во еден период, меѓутоа ја заврши незината работа одлично Галабовска. Добар
Прецизна топка на Николовска, па сега оди Панеска. Организираме нов напад, го видевте селекторот Александар Андов, бара мирна акција, без многу форсирање имаме резултат. Панеска по линија таму. Еден тактички прекршок на Александра Марковска, да видиме дали ќе има опомена усна само или ќе има и жолт картон за Марковска, сепак го задржува критериумот Карпентер. Санкционирана и Марковска. Ева по подолго време неколку врзани додавања на андорките, меѓутоа не успеа да мине таму Рузафа. Еве ја повторно топката. Остана Рузафа таму случајно да погоди топката и да видиме ќе има нов напад за гостинките. Командува таму од својата позиција голманката Викторија Панчурова. Аут за Андора. Изкјердо. И еве сега прва шанса, добар блок, одлично таму се постави Панеска. Одлично се постави Панеска. Морато имаше шанса таму да го загрози, нашиот гол беше во полна налет таму и Изкјердо во нашиот 16-тник. Сега се нешто повеќе фудбалерки. Андорките тргнуваат во напад, ама сега ќе има па повеќе простори за контраудар. Еве Мустафа. Превзема таму Петкова, подочно Мејер, простете. Еве Мејер. Таа го постигна вториот гол за нашата репрезентација, за водство од 2-0. Дело тука некаде на средината на теренот, по тој креативен на среден ред на нашата репрезентација, оди напред Николовска. Добра диагонала за Бошеска. Прв, втор добар потек, меѓутоа добро се снајде таму сега Син. И да видиме што е судено. Аут можеше и да продолжи играта, но сепак судеше Шарлот Карпентер и била излезена топката во аут. Мустафа, добра контрола, е топка за Галабовска, добар потек на Галабовска, че да се работи за добра фудбалерка, со одлично технички подготвена, со добар дриблинг. Еве, уште еднаш Галабовска, немаше друго решение, близко беше незината противничка, сакаше веднаш да префрли и акција на Андора од својата половина. Не успе да бине за момент само таму Кореја. И да видиме, се жали на повреда, треба да се укаже помош на Павлинка Николовска. Една од нашите дефанзивки. Полека изминува првото полувреме, заврши 9-10 минути, ќе има веројатно и некоја минута-две дополнителен период од Шарлот Карпентер од Велс. Ево те добар потек на Николовска. И сега затворена добро Изкјердо. Губи топката брзо Изкјердо, тоа го бара нашите репрезентативки, се обидува сега таму атрактивно да мине Мустафа, не успеа, меѓутоа упорна и да видиме сепак само топка за Алба Мартин, голманката на Андора, иако бараше нешто повеќе од оваа ситуација упорната Хава Мустафа. Таа игра во Љуботен, една од нашите поискусни фудбалерки, 28 години има Мустафа и во овој состав е највозрастна заедно со Александра Марковска. Состав Самарандо, искусни фудбалерки пред се Наташа Андонова, што не постана најпозната фудбалерка. Нацева не е тука
Милчевска исто така. Андреевска. Рочи. Ево нов напад сега. Галабовска, добра беше идејата, откако доби топка од Мустафа, веднаш да проигра кон Максути од прва топка. И сега таму Мејер заврши голем дел од работата на средината од теренот. Повторно Галабовска побрза од противничките во случајов од Килес. Но се префрла Андора на нашата половина. Бојана Петкова сега ја фауливаше капитенката на Андора Морато. Ја гледате Тереза Морато, зборавме што за неа. 27 години, искуство во шпанската лига, за Алавес играше актуелна фудбалерка на Валенсија. Меѓутоа, ја гледате, стигна побрзо Морато од Петкова и бара жолт картон сега Андорките. Доста активно во овој дел по таа лева странична позиција. Добра, правовремена и во дефанзивните и во офанзивните задачи за сега. Панеска. Секавате центрираше во на прва шанса што ја пропушти Мустафа во 15-та минута. Еве уште една Панеска. Сега кон Мустафа, срекна топката до Мустафа, но имало офсайд, високо подигната раката на судиката Карпентер. Не се согласа баш со оваа одлука Мустафа, но сигнализираше таму помошничката на Карпентер и да видиме жолт картон за некој од стручниот штаб таму на Андора, мислам дека беше, да. 5 завршни минути од првото полувреме. Второ коло С, Лига С група број 3 од квалификациите за светското првенство. На стадионот Петар Милошевски во Битола, Македонија води против Андора со 2-0. 2 гола за 3 минути. 17-та Галабовска, 20-та Мејер. Тоа е актуелниот резултат. Андорките остануваат без посериозна шанса. Споменав нешто за оној меч што тие го одигра против Унгарија дома без голови, а противничките имаат 32 удари вкупно кон нивниот гол. Ќе видиме точно колку завршија во рамките на голото. Очигледно не ги сакаше унгарките. Па Андорките успеа да освојат уште еден драгоцен бод. Тој можеби против репрезентација од највисок рейтинг во нивните досегашни надпревари. Дека што имаат само 3 реми исхода, трите се во двете сезони од Лигата на нациите за Андорките. И двете во претходните надпревари од Лигата на нациите. 2-2 нагости против Кипар и 0-0 дома во мечот со репрезентацијата на Малта. А таа ситуација од претходно, непрецизен удар. За Александра Марковска. Топка за Максути, добро исконтролира, па потоа Мустафа е префрла кон Петкова. Уште еднаш Мустафа, добар удар со десна, па потоа со лева. Добри во блокот Андорките, конкретно Син. И сега нема
вистинска прецизна добра акција на гостинската селекција. Остануваме во последна топка. Се обиде сега таму, гледате Чобреј 18 Ноиса Росас, уште една млада фудбалерка, 20 годишна. Таа беше стартер на мечот против Унгарија. Главно, оние кои што настапуваа против Унгарија си и денеска во стартниот ред на Панадеро Гарсија, момаката Мартин, Соле, Морато, Изкиердо. Ево гледате односот на удари кон голот. И сега една лесна топка по средината на половица. Алба Мартин. Нема опасност за неа. Од оваа С група. С лига трета С група. Во теке дуелот меѓу Унгарија и Азербејџан, репрезентациите две кои што се во нашата група. Унгарките водат против Азербејџан на свој терен со 1-0. Оде финиш на првото полувреме, таму 10 минути се играат веќе од второто полувреме. Пошеска за Македонија. 120 секунди, толку отприлика очекувавме како надополнување на времето во ова прво полувреме што го добиваат нашите фудбалерки. Успева Галабовска да обезбеди аут сега. Добро е затворија, загради оваа топка. Значи, унгарките на гостувањето кај Андора во првата рунда од овие квалификации шутирала 32 пати, 9 удари завршиле во рамките на голот, меѓутоа ниту еден зад грбот на Мартин. Андорките шутнале 2 пати, само еден удар бил во рамките на голот на Унгарија. Ете, тоа е таа статистика која што не донесе победа на Унгарија, туку донесе драгоцен бод за Андора. Уште еднаш добра топка за Панеска. Поточно за Максути во 16-никот од Паневска. Уште еднаш борбената Панеска, доставијателна во прво полувреме, многу топки кај неа. И сега добро комбинира таму Николовска со Марковска. Рутинирано ги завршуваме овие 47 минути од првото полувреме. Бошеска. И уште еднаш Галабовска, да. Се гледа веднаш тоа. Се работи за добра, квалитетна фудбалерка, го носи дресот на нашата најпозната фудбалерка Наташа Андонова. Има добра контрола, одлична техника и добиваме добра фудбалерка во Теона Галабовска. Да, тука е крајот на овие први 47 точно минути од воведното полувреме на мечот од квалификациите за Мундијалот 2027 година. Женски фудбал, нашата репрезентација го добива првото полувреме сосема заслужено, беше подобра во најголемиот дел од надпреварот, иако на воведот во почетните 10 минути андорките играа подобар фудбал, има повеќе посет, меѓутоа без некои посериозни закани. Го направивме ние тоа први во 15-та минута. Мустафа пропусти шанса, но затоа 2 минути подосна Галабовска го отвори резултатот со еден прецизен удар за 1-0 во
20-та минута таа асистираше, а погоди Меер и Македонија заминува со предност по првото полувреме против Андора од 2-0. Паузираме, па се враќаме со настаните од вториот дел. Играта и предноста што имаме во второ полувреме. Две измени кај Андорките, ќе видиме сега за што се работи од овде. Гледаме дека треба да влезат две фудбалерки во жолти дресови нови. Ќе се обидат сега во второ полувреме гостинките да дојдат до барем почесен погодок или да бидат порано првен ривал против Македонија, која што одигра добри 25 минути, 30 поточно, во кој што успеа да постигне 2 гола, да ја контролира играта, да има и шанси за зголемување на оваа предност, не така зрели, меѓутоа со офанзива, со напад, со добра игра да обезбедиме предност. Значи, број 2 наместо број 16 во тимот на Андора излегува Вендрел, влегува Пјанагума. Тоа е првата измена. Една од двете нови фудбалерки во составот на Андора. Гледаме оваа ситуација, овде има чиста ситуација. Кореја е во недозволена офсет позиција во линија со голманка, со помошничката на Шарлот Карпентер. Излези Маркес кој има жолт картон, на нејзино место со број 4 влегува Олга Сабио. Тоа се двете измени во редовите на Андора. Интересно, двете се одбрамбени фудбалерки, барем според ростерот што го имаме на располагање. Пјанагума е уште една тинејџерка, има 16 години, а Олга Сабио една година повозрасна, значи уште две тинејџерки додава Панадеро Гарсија, селекторот на Андора, во својот состав. Излезе 25 годишната Маркес и со број 16 на клупа замина и 20 годишната Вендрел. Александар Андов нема се уште измени, задоволен од оно што го покажа нашите репрезентативки во првото полувреме. Имаше некои дилеми за тоа дали ојцадерот може да изедначи во Битола
само во првите 10 на 15 минути, ако така може да ги цениме работите, и потоа очекувањата константно ги потврдува, ги оправдува нашите фудбалерки кои што се фаворитки во овој натпревар. Слободен удар. Сега има 3 тинејџерки во составот на Андора. Ова што ја гледате е Мартина Алба, 17 годишната, Пјангума 16, Сабио 17, тоа се трите фудбалерки нови кај Андора. Не успеа баш најдобро да исконтролира оваа топка. Елена Панески играше добро прво полувреме, доби топка од Маркос, Касито очекува центаршут, меѓутоа отиде акцијата во друга насока и еве заврши со удар по средината на голот. Интересно, кога сме кај ударите, да кажеме дека е ова за Македонија 11-ти удар, вкупно 6 во рамките на голот. Андорките упатија 2 удара, ниту еден во рамките на голот на Панчурова, која што е нашата голманка број 1 во моментов. Инаку, ова Лига С има 6 групи, ние сме во третата. Надпреварите ќе се играат во март, април и јуни оваа година. Победниците од 6 групи во Лига С, како и двете најдобро рангирани второпласирани репрезентации, ќе има шанса да обезбедат пласман на светското првенство, ама преку бараш надпревари со второ и трето пласираните селекции од Лига А. Онија најквалитетна. Баражите ќе се играат во октомври и ноември 26-та, а потоа ќе следат и интерконтинентални баражи во февруари 2027. Тежок е патот, значи стандардно да се обезбеди место на еден голем настан, тоа се уште го сонуваат нашите фудбалерки. Потсетам уште еднаш, 4-ти мундијалски квалификацијски циклус за Македонија. Ова е добар вовед, добро прво полувреме кое што навестува дека ќе успееме да дојдеме до само третата победа во 30-тиот еден мал јубилеј надпревар од мундијалските квалификации. Ќе видиме. До сега Летонија и два пати Летонија 4-1 на гости и 3-2 дома се репрезентациите кои што сме успеле да ги поразиме во овие мундијалски циклуси. И сега една голема грешка, таму се обидува да казни Рузафа, се оддалече од голот, не се разбра таму Панчурова, мислам да видиме и Николовска, ќе видиме уште еднаш оваа ситуација. Сега се обидува таму Сабио, нововлезената фудбалерка, да ја доврши оваа акција. Во кадарот е Панеска, не знам дали таа баш не се снајде или не се разбра со голманката Панчурова, па ја создадоа шанса гостинките да го постигнат почесниот погодок. Значи идентичен начин почеток на андорките и во ова второ полувреме како и оној на почетокот на надпреварот, меѓутоа тоа траеше десетина, евентуално нешто повеќе минути и потоа се мина во знакот на нашите фудбалерки. Аут за Елена Панеска. И бара сега главната судика Шарлот Карпентер од Велс, што одземено ни е правото за изведување на аут, очигледно неправилно изведен аутот на Панеска. Ја зема топката сега Сабио. Тоа е нововлезената 17 годишна фудбалерка на Андора и ето тука конечно треба да се изведе овој аут. Комбинира таму Сабио со Килес, се придодава таму и веднаш доаѓа Галабовска да ја одзема оваа топка, но останува во напад Андора. Тука е Галабовска. Обите на андорките сега да се префрлат на нашата половина, има устови за контрнапад. Сега малку фудбалерки во жолти дресови, оди напред и добро минува Петкова, има ли центар шут? Петкова не успева, има корнер овде, да. Петкова не успеа да мине, тргна добро акцијата. Добро трча и другите две наши фудбалерки Максути и Мустафа во овој контрнапад, меѓутоа успеа да спаси таму. Ако добро забележав дека беше тоа Искердо во дефанзивна задача. Корнер за Максути. Хил за Максути. Неискусната наша репрезентативка во овој состав.
уште еднаш расчисти сега нововлезената таму Сабио. И да видиме што суди сега Карпентер. Опомена или слободен удар за нашата репрезентација, да. Не согласуваат со незината одлука, тука е капитенката Морато, тука е и Кореја, но последната е на судиката од Велс. Ја гледам уште еднаш оваа ситуација. Добар корнер, гледате Морато расчисти, дали овде имало играње со рака, да. Играње со рака и да видиме сега кој е опасен, кој е мајстор од оваа ситуација. Имаше вако слободен удар во првото полувреме, го изведе Марковска, немаш најпрецизно и сега да видиме тука веднаш до неа ја забележав и Максути, мислам ќе видиме кој ќе шутира. Тука е и Максути, тука е и Марковска. Марковска, сепак само во живиот зид се жали на повреда една од фудбалерките на Андора. Играта не е прекината и да видиме сега непрецизна Николовска, шанса да и се укаже помош таму на една од фудбалерките од живиот зид на Андора. Ја погоди топката, да, тоа е мислам дека со број 7 Кореја. Аријана Кореја. 26 годишната фудбалерка која што беше стартер против Унгарија. Да, тоа е фудбалерката со број 7, гледате, реков се работи за една репрезентација која што се вели тазе во светот на фудбалот, иако споменав дека дебитанскиот првиот официјален надпревар Андора, женската фудбалска репрезентација на Андора го има одиграно пред 10 години, 2015-та против Малта, 8 гола, 5 за Малта, 3 за Андора. Непријатен беше ударот на Марковска пред малку и затоа сега и се укажува помош, можеби нема да може да продолжи Кореја, но полека гледате станува репрезентативката на Андора. Играше таа, реков, беше во стартниот состав на Андора во оној надпревар прв за нив во овие квалификации против Унгарија. Главно тој тим истрча и денеска на стадионот Петар Милошевски во Битола. Единствено да Крусија нема од тој стартен состав. На нејзино место игра Килес. Тоа е измената единствена што ја направи селекторот Панадеро Гарсија во однос на стартниот тим што одигра 0-0 против Унгарија на Андора. Последна во дефанзивата кај нас, Мила Панева. Таа исто така беше стартерка против Азербејџан во Баку на надпреварот што го загубивме. Како и Голабовска, како и Петкова, Николовска, Меер, Максути, Мустафа, Бошевска и Величкова ја нема денеска во стартниот состав на Андов. На нејзино место игра
Бошеска. Една измена и за нашиот селектор во однос на оној стартен тим од Баку. Да, нема да може да ја продолжи играта и нема да ризикуваат андорците. Излегува Кореја со број 11 во игра е Гема Лух, 22 годишната напаѓачка од репрезентацијата на Андора. Уште една измена кај андорките. Лух на местото на Кореја. Сега да видиме, ќе треба да исукаже помош и на една наша репрезентативка. Дали се работи за Грч или за нешто посериозно. Не би сакале така да биде. Во оведни десетина, нешто повеќе минути од продолжението, се работи за Елена Панеска, една од подобрите во првото полувреме во нашиот тим. Имаше во центаршут кога Мустафа не успеа да погоди од добра позиција. Гледате, немаше, мислам, таму контакт со десетката од Андора Рузафа, туку имаше проблем при доскокот и многу веројатно дека можеби и Андов нема да ризикува со Панеска. Ќе видиме за тоа лекарите ќе го имаат конечниот збор. Со Андора реваншот во оваа група го играме на 5 јуни. Наредниот наш меч е дома против Унгарија на 14 април. Реваншот е 4 дена подоцна во Унгарија, а со Азербејџан играме дома на 9 јуни во завршницата на оваа прва фаза, овој прв групен сегмент од мундијалските квалификации. Ништо не се случува позначено за издвојување во ова второ полувреме, една мирна игра, 15 на минути со неколку прекини пред се, не баш чиста игра, но за Македонија е битно што ја има предноста и натаму од 2-0, обезбедена во период од 17-та до 20-та минута со головите на Галабовска и на Мејер. Токму Мејер играше последна сега со топката. Добар потек на Галабовска, па потоа Мустафе продолжува акцијата за Максути. Оди Максути кон 16-етникот, меѓутоа добра во дефанзива таму Росас. Добро тргна акцијата на нашата репрезентација. Двете напаѓачки комбинира Максути и Мустафа. И да видиме, има корнер за нашата репрезентација, која се прекините во прашање. Тука Марковска главно ги решава тие ситуации. Две фудбалерки добро поставени во 16-етникот на Андора. Тука е Петкова, остана да лежи, мислам дека е тоа штоперката Мила Панева. И да видиме, очигледно настрада во и воздушен дуел беше меѓу двете фудбалерки од Андора кои што скокнаа тука и секој биде во ред, века полека станува Мила Панева. Да видиме уште еднаш оваа ситуација. Да, некако во сендвич таму на фудбалерките, потоа што се вели завршениот удар и го зададе Соле, која што се подсопна малку, немаше тука никаква намера и најбитно е што е се во ред со Мила Панева, се враќа на својата позиција во одбрана. Обезбедуваме уште една топка, освојуваме практично повторно Галабовска, игра добар надпревар нашата десетка, оди напред сега Петкова.
лоша контрола на топката и затоа ја олесни работата таму на репрезентативката на Андора, која што влезе во второто полувреме. И еве сега на дело нашата најталентирана фудбалерка Меланија Грозданова. 17 години има ова девојка, да видиме влегува на местото на Мустафа. Пропушти шанса Мустафа во првото полувреме и добива шанса Грозданова. Реков новата надеж на македонскиот женски фудбал е Меланија Грозданова. Игра за Љуботен Грозданова. Потечка напаѓачка на шампионот Љуботен. 8 погодоци оваа сезона за екипата која што е пред освојување на шампионската титула кај нас. Веќе е во бележниците на скаутите на големите клубови. Ќе видиме дали ќе ја оправда таа улога, тие карактеристики што ја ги даваат фудбалските стратези, оние кои што го следат женскиот фудбал. Напаѓачка. Брза, експлозивна, ќе видиме со доволна доза на дрскост и менталитет за да се развие во добра фудбалерка и да се вклопи во оваа нова генерација млади фудбалери на Македонија. Видовме веќе една на дел, еве 60 на минути и нешто повеќе. Ја видовме Галабовска, која што се покажа во добро издание, асистентката и стрелец на гол на овој надпревар. Ќе видиме сега Грозданова играше на надпреварот во Баку против Азербејџан 90 минути. Загубивме таму со 2-0. Уште еднаш Максути и да видиме беше тука на првата статива Петкова, меѓутоа мислам дека беше покажан офсайд. Ќе видиме како ќе се развиваат настаните натаму. Ја гледам уште еднаш оваа ситуација. Да, ево во моментот нутре ја гледате фудбалерката со број 21, тоа е Бојана Петкова, беше во недозволена позиција, беше подготвена тука да казни нововлезената Меланија Грозданова, меѓутоа остануваат овие 2-0 за Македонија. Сега на спортивната страна е интересно, онаму каде што е нашата голманка, меѓутоа не успева во обид Сабио, затоа што добро беше поставена таму Панеска, меѓутоа за момент погреши и Панева, ама ја поправа својата грешка Мила Панева, 18-годишната фудбалерка на Скопје. Стартер беше и таа во Баку против Азербејџан. Корнер за Андора. Клое Искердо. Уште една тинеџерка, 16 години има фудбалерката што треба да го изведе сега овој корнер. Гледате и во дефанзивна задача таму сега поставена Грозданова. Искердо на втората статива корнер, не стигнала топката оному каде што беше упатена до Рузафа. Ја гледате фудбалерката со број 10. И одлично одзема сега и шанса за контра Мејер. Не тргна на време Максути. Погреши за момент, само сега Сабио е првата акција на Грозданова. Оди напред Грозданова, следи Сабио, влегува Грозданова во 16-тикот. Добар потек на Грозданова. Грозданова! Почувствува онака фудбалски дека има шанса да погоди каде што имаше малку простор, ја подигнува раката во знак да се извини на некој начин што можеби не одигра и повратна топка, но знаете како.
Ова е 16-17 годишна девојка, виде добра шанса да погоди онака фудбалски напаѓачки, размислуваш, иако дилемата е секогаш го слушнавте легендарниот стрелец Ибрахимовиќ како размислува за оваа ситуација. Вели дека ги почитува секогаш тие што додаваат оваква ситуација, а он се нашол во милион такви ситуации кога реагирал исто вака како и Грозданова. Може би не е соодветна споредбата, меѓутоа за моментумот мислам дека е. Еве контра на Андора, повторно е таму Рузафа се труди многу, имаше и во првото полувреме, особено на почетокот, неколку вакви акции, меѓутоа некако безопасно далеку од противничкиот гол. Еве сега една добра топка, ама непрецизна е. Нема доволно брзина таму во нападот Гема Лух, тоа е нововлезената репрезентативка на Андора. Еве клупата на Андора и машката фудбалска репрезентација имаше неколку дуели и се разжира многу повеќе успех против Андора. Селекција која што полека гледате го развива и женскиот фудбал, кој што е дефинитивно во подем на секаде на планетата. Добро сработено маркетиншки се и станува се популарна оваа игра. Еве малата Теона Голабовска, една од оние надежни фудбалерки врз кои што ќе треба да се гради имиџот на овој наш состав. Ова е послаба репрезентација според рейтингот, ја оправдуваме улогата фаворит, одигравме против Азербејџан со пораз, останува овде да видиме како ќе се одвиваат работите против Унгарија. Ако судиме според оној резултат од нивниот претходен надпревар против Андора, тогаш би требало да сме тука некаде, но слушнавте, 32 пати шутирале унгарките против Андора на првиот надпревар на гости, 9 пати во рамките на голот, меѓутоа останало 0-0. Ке видиме. На 14 април нашиот следен противник практично е селекцијата на Унгарија, која што ја пречекуваме повторно во Македонија. Слободен удар, шанса од прекин, да видиме дали може да се заканат андорките. Оди по оваа топка. Таму Росас, малку ја видовме на овој надпревар и сега капитенката Морато ќе мора да ја сукаже помош на Морато. Тереза Морато, не, сепак е тоа нововлезената Зое е името, а се презива Пјана Гума. 16 годишно девојче, беше резервистка, влезе во второто полувреме на мечот против Унгарија. Таа ја замени Вендрел во овој втор дел. Без шанси во овие 25 минути од второто полувреме. Падна темпото. Андорките немоќни, нашите репрезентативки некако воздржани, резервирани. И да видиме сега многу повеќе лежење на терен, многу повеќе лекарските екипи интервенираат и да видиме што бара сега Шарлот Карпентер, главната судика, ќе мора да ја напушти играта сепак, па да влезе онака како што велат прописите Зое Пјана Гума. Да, текно ги почитува правилата сега Шарлот Карпентер, затоа е таа тука и ќе треба тоа да се испочитува, се разбира. Добра, таму Галабовска, па сега Максути се обидува, имаме напад повторно со аут, беше по линија поставена добро таму Петкова, не успеа Максути да ја проигра. Една измена до сега во нашиот тим. Форсирано уште еднаш Максути од аут, меѓутоа нема прецизна топка за нашата напаѓачка. Игра сега таа во нападот заедно со Грозданова. Излезе
Мустафа. Добро поставен и контролира топка Мејер. Зголеми на 2-0 таа. Го загуби во дел сега Бошеска, подошли на балансот го загуби, па сега оди во контра Андора и нема прецизна топка таму од Лух, но улезената репрезентативка на Андора, меѓутоа не успевме и ние да возвратиме со добро организиран контранапад. Ги контролираме овие 2-0 со една изедначена игра, доволно дозирана, за да ги сочуваме овие 2-0. Ги оставаме некако сега андорките да излезат повисоко, да остават простор за да се заканиме на попропустлива одбрана. И имаме сега таа ситуација преку Галабовска, добра топка, ама имаше офсайд, да. Топката беше одлична, убава, прецизна, меѓутоа за малку трча прерано Петкова. Да, јасно беше дека овде има офсайд. 22 годишната Бојана Петкова, до овој агол не се гледа, иако и тука се забележува дека е Петкова најблиску до голманката на Андора Мартин. Нема што да забележиме овде, недозволена позиција, високо крената раката на Карпентер. Возвраќа Андора. Меѓутоа уште една недовршена акција на Рузафа. Марија Рузафа. Највозрастната моментно во составот на Андора, има 27 години оваа фудбалерка. Стартери денеска и против Унгарија во Андора. Панеска. Ово е пропуштова топка Грозданова, меѓутоа не го следеше тоа добро Галабовска. Но ја имаме топката, која што брзо ја загуби Марковска. Главно настаните на средината на теренот, обиди на андорките да искреираат нешто поофанзиво, по-конкретно во напад. Еве она што влезе во второто полувреме. Олга Сабио. Панчурова комбинира таму сега со Панеска. Мејер. Уште еднаш Бошеска. Искер да се обиде да направи нешто по таа странична позиција. И сега имаме услови за контранапад ако Марковски успеа да исконтролира оваа топка. Така е. Па сега стигнували таму Максути. Стигнама, не успеа да исконтролира до крај оваа топка. Завршни 15 на минути и се разбира нешто повеќе судиско надополнување, неколку втрчувања на лекарските тимови на Андора пред се. И сега еден старт за жолт картон на Мила Панева. Имаше две опомени за гостинките и сега да. Еве го првиот жолт картон во нашиот тим. Го добива Мила Панева за овој старт над Лух. Слободен удар има за Андора. Гледате, успеа да мине Лух. Не успеа да стигне Панева и потоа еден старт класичен за жолт картон. Сега ќе треба да го постави добро мини живиот зид нашата голманка Викторија Панчурова. Се подготвува да центрира таму. И гледате колку лошо го направи тоа сега, а долго се подготвуваше.
Искердо. Клое Искердо. Играше поповлечено во првото полувреме, 16 годишната фудбалерка, репрезентативка на Андора. Сега многу по-офанзивна, буквално преселена во офанзивниот ред на својата репрезентација. Од Запанеска. По линија за Максути, па потоа топка кон Петкова таму. Се жали на повреда на влезената Меланија Грозданова. 17 годишната наша надежна фудбалерка. Видовме еден добар пробив, една добра шанса. Тоа го забележавме неколку минути по влегувањето на Грозданова. Тоа беше практично недобрата шанса во ова второ полувреме. Во фокусот таму Меланија Грозданова, гледате, постојано со подигнати раце. Покажува дека има во неа нерв за фудбал, за надпревар, за победа. Сега Мејер, мислам дека не потребно таму. Испровоцира на возврат и добива и таа жолт картон на брзина. 2 жолти картона за Мејер, за Панева. Имаше Марковска во првото полувреме, го заборавив тој жолт картон. А Маркеска и Андора. Нека небитни податоци кои што немаат некакво влијание барем за сега во играта. Е сега евентуално втор жолт картон и некој непромислен потек како и претходните би сменило нешто во играта. Не знам колку драстично овие завршни 10 минути во кои што Македонија го добива овој надпревар со 2 гола, со една закана во второто полувреме преку Грозданова. Сабио губи топка во опасна зона, сега Максути. Панично малку реагираме во одбрана, меѓутоа направено на што го посакува нашите фудбалерки, а тоа е да се расчисти опасноста по игра опасна на Максути пред својот 16-тик и сега се отвораат услови за контранапад. Повторно Максути оди во фор, таму Галабовска, меѓутоа не стигнува, затоа што успеа пред неа Росас да освои оваа топка. Диктира ритам, темпо Андора во второ полувреме. Рузафа уште еднаш во офанзива. Добар потек на Рузафа, не успеа Панеска таму, па Рузафа и евеа првата интервенција на Панчурова во една посериозна акција. И гледате сега малку се обидува да сочува малку, да потроши дел од времето. Конечно и Андора нешто упати од ударите во рамките на голот. Панеска. Мејер за Македонија. Се префрла тежиштето на спротивната страна, па сега превзема таму Марковска. До на предходна генерација, која што е главно
стандардна и сега во овие 11 мини. Оди напред Галабовска. Добра топка на Галабовска. Максути се успева да ја контролира, па тоа одличен потек на Грозданова. Уште еднаш Грозданова удари, каков погодок! Еден тежок удар од место го отвори стопалото и уште една потврда дека Меланија Грозданова е вистински и оној талент кој што ќе го гради, врз кој што треба македонската женска фудбалска репрезентација да го гради имиџот во иднина, да се надеваме дека доаѓаат подобри денови за нашата женска фудбалска репрезентација. Погледнете го овој потек. Прво дриблингот, па потоа овој втор удар од место, од колено, од стопало. Гледате, ова се тешки голови, ова се почитува во светот на посилниот машки пол. Да, одличен погодок за Грозданова. Комплименти. Македонија води со 3-0 и презентација вистинска на 17 годишната Меланија Грозданова. Лакур влегува во игра на местото на Рузафа, која што се трудеше многу, меѓутоа без многу ефект во овој надпревар. Што би рекле, многу зуе, малку мед дава. Убава точка на овој надпревар, иако е се уште 84-та минута, меѓутоа Грозданова го разубавува овој триумф на нашата репрезентација со овој трет погодок. За нас за неа прво репрезентативниот дрес покажува дека е сериозен талент. И реков, можеби ќе бркаме на најубедлива победа досега од пред 14 години, кога на 5 март Македонија го солдаде Луксембург со 5-1. Сега имаме шанса со еден гол дополнителен во мрежата на Андора да бидат тоа уште почисти 4 разлика без примен гол. Или на некој начин изедначување на убедливоста на триумфот. Добро ја затвори оваа ситуација Панева. Завршни 5 минути од овој надпревар. Македонија ја оправдува на најдобар можен начин фаворитската улога што ја доби во овој надпревар. И да видиме сега измени во нашиот состав со број 14 во игра. Да видиме на местото на Панеска влегува Ева Величкова. Уште една тинејџерка, 17 години има Ева, игра во средниот ред. Ева Величкова беше, реков, во стартниот ред против Азербејџан. И Незе практично само изостави Александар Андов на овој надпревар во стартните 11. Мејер за Македонија. Истекува 86-та минута. Добар потек на Мејер, добра контрол, убава топка за Галабовска и да видиме нема прецизна топка за Максути, беше Грозданова во средината, оди сега Петкова лево, Грозданова во средина, на десно крило е Максути, тоа е тројката на паѓачка на Александар Андов во финиш од надпреварот. Уште еднаш Морато, капитенката на Андора, една од најдобрите, непознатите имиња на Андора, малку денеска. Марковска, убаво Галабовска, добра топка за Грозданова, оди во 16-тникот Грозданова, убав потек, се обиде да додава, сега да игра многу по-колективно отколку во на претходна незина акција, во најава на убав прекрасен погодок што го постигна во 83-та минута. Меѓутоа немаше прецизна топка за сега. Величко во својот прв
дуел и контакт со топката. Мејер за Петкова. Дови крила нашата репрезентација, полни погодок на Грозданова. И сега многу по-конкретно и по-офанзивно се брка погодок, ако претходно игравме доста рутинирано, резервирано би рекол, чекајќи го противникот да се отвори повеќе па да се создаде шанса за контранапад, нешто во што сепак на крајот успеавме, ако акцијата не беше таква за гол, но 3-0. Николовска. Величкова ја форсира Максути. По десно крило минува Максути, уште еден старт за жолт картон, сега го задржува критериумот Карпентер. И да видиме Искердо казнета со опомена. Втор жолт картон кај Андорките. На клупа е Маркес. Еве ситуацијата уште еднаш, добро мина таму искусната Максути. Слободен удар, еве шанса од прекин. Да постигнеме и четврти погодок. 4 дадовме на Летонија, 4-1 на гости во една од двете победи од 30-те надпревари до сега. Се разбира некомплетни, има уште 2-3 минути овде за 30-тиот надпревар, зборувам за квалификациите за светските првенства. Непрецизен удар на Максути. Тече времето, последна минута од основните 90 и да видиме сега шанса за нова наша фудбалерка. Со број 17, тоа е Настасија Накова од Љубатена, излегува Мејер, која што го постигна вториот гол за нашиот тим. Симона Мејер оди на клупа. Аплаузи за Мејер, која што одигра товар надпревар, постигна погодок. Накова, уште една тинејџерка. Сега влегува и Павловска, излегуваат две на брзина измени. Максути и Панева. Влезе Павловска Јована. Сите 5 измени ги направи сега Александар Андов. И Кристина Крстева е така во овој надпревар. Дебитира 18 годишната фудбалерка на Скопје. Исто како и Настасија Накова, Јована Павловска беше резерва, влезе како резерва на мечот против Азербејџан во Баку, на местото на Мустафа влезе Павловска. 19 годишната фудбалерка на Ас Юнајтед. Сега малку може и да си поигрува таму Викторија Панчурова. Ја изнервира на некој начин противничката фудбалерка, гледате. Ова нешто во стилот на Ридигер од Реал. Не е баш многу популарно во фудбалскиот свет, но добро. Немаше лоша намера Панчуров, иако не е баш фер, спортски коректни и многумина не се согласуваат со ваквите реакции, но добро, тоа е дел од темпераментот, од младоста.
Па на некој начин во оваа ситуација од радоста, задоволството на Панчурова за оваа убава победа. Половина речиси од времето од 4 минути што го даде како екстра период во овој надпревар судиката Шарлот Карпентер од Велс тече. Македонија цврто чекори кон првиот триумф во четвртиот мундијалски квалификацијски циклус. Трета победа во 30-тиот надпревар во мундијалските квалификации за Македонија. Може го дозволат цела нашите репрезентативки. Панчурова Николовска таму пред својот 16-етник. И да видиме во офсет, мислам дека беше Сабио, но немаше и така прецизна топка од нововлезената Ема Дуро. Заврши 30 на секунди од надпреварот и од првиот триумф во овој мундијалски циклус за нашата репрезентација. Прв пат против Андора. И сега бараат почесен погодок и утеха мала гостинките. Мина оваа топка, се враќа сега назад и Панчурова, мина 4 минути екстра период. Ке се обидат сега и да не примат гол нашите репрезентативки, го имаат тоа. Женската фудбалска репрезентација на Македонија ја забележува воведната победа во четвртиот мундијалски квалификацијски циклус во 30-тиот надпревар, трет триумф овој пат против Андора, прв противник, прв меѓусебен двобој со оваа репрезентација и квалитетно добро издание, 3 погодоци во противничката мрежа. 2 во првото полувреме ги најави Мустафа, која што не успеа добра с позиција да ја солда гостинската голманка. Затоа од 17-та до 20-та минута Галабовска погоди за 1-0, па потоа ја асистираше на Меер за 2-0, резултат со кој што се замина на пауза. Во второто многу помирно, порутинирано полувреме за нашиот состав. Видовме презентација на изворедната Меланија Грозданова, тинејџерката, 17 годишната наша репрезентативка, која што најпрво имаше убава шанса, како вовет на голот прекрасен во 83-та минута со кој што стави точка на оваа победа на Македонија над Андора. Тоа е се, почитувани гледачи, од овој надпревар. Останете на фреквенцијата на МРТ3 и следите домашен спорт пред се. Ве поздравувам.